Најголемата политичка сатана се уште ги дрма општествените процеси. Наместо да биде таму кај што се предвидуваше и се очекуваше, се останува на вербално ниво, со задолжително делење лекции околу можноста за натамошен заеднички ангажман. ДУИ треба да помине сериозен процес на внатрешно реконструирање и на освежување на кадровско и да се ослободи од кадрите кои што и донесоа криминал, ја означија како криминогена партија. Предходните беа и натаму се чувствителни на нивното портфолио. Не ги гледаат како балканска направија, туку како скандинавски модел, ама ненавремено имплементиран во македонската реалност. Имаше одредени постапки од представници на ДУИ кои што не беа во согласност со она што ние го имаме овде како политичко работење. Можеби тие одговараат, например, играње спорт во канцеларија во Норвешка. Тие стандардни веројатно и натаму се дел од секојдневието што веќе никој не зборува за квалитетот на спортот, туку за употребната вредност во одредени дисциплини. За да се прескокне законот за локална, веројатно ќе требаат и играчи што имаат адекватна вертикала. Пасовски рече дека секој втор ден висок представник на ВМРО-ДПМН се наоѓа во Мала Речица. Колку висок? Повисок од 1,90 м или понисок од 1,90 м? Не знам. Нека дефинира што подразбира зборот висок. Опонентите пак сами си подместуваат упорно говорејќи за височините. Небаре нивниот расадник изникнал од некое друго поле, а плодовите, иако заеднички негувани, се обидуваат да ги третираат како расипани. Сам дека во ДУИ, ако го немате Ахмети, нема ДУИ. Ова го тврдам. Без Ахмети е влен? Европски фронт. Нема Европски фронт. Тоа е ДУИ. Другото се сателити и инсталации на ДУИ кои што постојат во дите партии. Без одговор не се ни субјектите за кои се смета дека се дел од нечија орбита. Само што тие ги разграничуваат професијата од вокацијата. Ама, знаете што, може да биде добар доктор, ама знаете што, даска е во политиката. И на крајот, за политичките хомодуплекси кои едно зборуваат кога се со едните, а друго кога се на спротивната страна. Сега излего дека Славјанка Петровска е поголем генерал од мене. Се меша во област каде што прави штета, можеби ненамерно, но се сомневам дека не е намерно. Никому нема да му падне чинот. И онака е добиен без адекватно педигре. Намерно или не.